Добро утро. Денес се вклучуваме во ботаничката градина во Скопје, која што функционира во рамки на Природно-математичкиот факултет, односно Институтот за хемија. Во следните 10 минути со нас на линкот ќе биде Цветанка Цветковска, која што е одговорна за ботаничката градина и по професија е дипломиран биолог. Добро утро, Цветанка, и добро ни дојдовте во утренски брифинг. Ова е едно навистина интересно место. Мене ми е жал што нашите гледачи може да видат само дел од оваа ботаничка градина каде што сме сега лоцирани во стакленикот. Ботаничката градина е многу поголема, се простира на многу квадратни метри. Ке ни кажете ли на колку? Ние имаме 11,4 хектари површина. Навистина голема површина. Што се одгледува во ботаничката градина? Ева може да ни кажете и тука каде што се наоѓаме, меѓутоа и надвор. Во ботаничката градина имаме растенија кои што генерално се представници од светот, значи тоа се алохтони растенија, меѓутоа секако имаме и растенија кои што се автохтони и особено внимание им посветуваме на нив, бидејќи сметаме дека е од големо значење населението во Македонија да се запознае со нашите ретки ендемични и загрозени видови. Во стакленикот генерално имаме растенија кои што се представници на тропските, субтропските и пустинските краеви. Најголема ни е колекцијата на кактуси и на сукуленти, а во дворот нашата дендрофлора, односно дрвенестите растенија кои што се наоѓаат во нашиот двор, генерално се представници исто од светот, имаме од најразлични краеви, од Америка, од Кина, од Јапонија, и секако имаме и растенија кои што се интересни и од нашата флора. Така што имаме така еден различен свет на различни растенија, бидејќи тоа е и поентата на една ботаничка градина. Она што за животните е зоолошката градина, за растенијата е ботаничката градина, односно една од функциите меѓу другото е и да го запознае светот со разновидноста и со значењето на растенијата. Така, споменавте зоолошката, таму одиме секогаш кога сакаме да видиме некое животно, меѓутоа дали ботаничката градина е отворена за посетители и има ли интерес, сакаат ли да доаѓаат луѓето да ги видат растенијата? Бидејќи ботаничката градина институционално припаѓа при Природно-математички факултет, односно Институтот за биологија, ние малку поспецифични сме во однос на организирањето на посети. Значи, во последните години правиме посети само со организирани најави, предходна најава, и тоа се посети во вид на работилници и на обуки за различни возрастни групи. Откако започнавме со оваа активност, тоа беше во март 2019 година, до септември 2019 година дојдоа 1500 ученици од различни делови од Македонија. Подоцна, за жал, почна и ситуацијата со пандемијата и во овој момент не ги реализираме. Ова активност е во фаза на мирување, меѓутоа се надевам дека наскоро пак ќе бидеме отворени. Така, сигурно со нетрпение очекуваат учениците од пониските оделенија кои што се радуваат на оваа посета. Тука има и една масичка намената и мали столчиња за дечињата од градинките и од основните училишта, и пред да се вклучиме во разговорот ми кажавте дека има растение кое што јаде инсекти, може да го покажеме на гледачите, и за кое што најголем интерес пројавуваат дечињата кога доаѓаат да го посетат. Децата кога доаѓаат во ботаничката градина, прво прашање обично им е дали имате од оние што јадат инсекти. Значи, ова се вика растение Дионеја, се вика ова растение, или муволовка на македонски. Инаку ова е инсективорно растение и јаде во наводници, бидејќи нема дигестивен систем кој што ја преработува храната. Меѓутоа тоа со своите стапици, овие листови ги има преобразено во стапици. Во стапиците има едни влакненца кои што му се како сензорни влакненца, кога ќе дојде мува, например, стапицата се затвара. И на тој начин мувата е заробена внатре во стапицата. По 2-3 дена мувата ќе умре, ќе почне да се разградува и растението од мувата го користи азотот, бидејќи растенијата како основен елемент за развој
користат азот. Овие растенија најчесто растат во почви кои што се многу сиромашни со азот и на овој начин тие си го надополнуваат она што им е потребно за раст и развој. Така значи, да. Значи растенијата и тие се паметни, иако ние ги доживуваме како обични предмети, напротив, тие се многу корисни и многу интелигентни живи суштества, да би рекла. Би ве прашала и за ендемичните растенија кои што ги има во дел од ботаничката градина, меѓутоа и за лековитите растенија. Ми споменавте дека има тука и лековити растенија кои што се одгледуваат за потребите на факултетот, меѓутоа има ли соработка можеби со фармацевските компании, можеби со фармацевскиот факултет за изучување на овие растенија? Во ботаничката градина имаме два објекти кои што се наменети за таа намена. Значи, едниот објект кој што за нас е многу големо значење, објектот за аклиматизација на ретки ендемични растенија од македонската флора. Тој објект во последнава година беше реконструиран и успешно пополнивме поле од галичица, јабланица и од козијак, имаме нешто и од пелистер, така што се надевам дека во иднина имаме доста полиња кои што треба да се пополнуваат и посетителите нема да има потреба да одат на пелистер или на јабланица или на галичица да ги видат растенијата, туку ќе можат и тука да ги видат. Так. Секако таму имаме растенија кои што се поретки, се реликтни или ендемични, односно се наоѓаат само, тие можат да бидат и македонски ендемити, само во Македонија, балкански ендемити и така натака. Цветанка, нас тука некаде веќе ни истекува времето предвидено за денешниот разговор. Јас ќе морам да ви заблагодарам за вклучувањето во утренски брифинг и ветувам дека повторно ќе дојдеме за да ги посетиме и растенијата кои што се надвор од стакленикот. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во оваа кратка репортажа од ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет во Скопје.